Стефче, ти благодарам за јавувањето. Конечно најградскиот град во Македонија, барем така се уште го носи Битола епитетот, ќе почне да го решава проблемот со бездомните животни. Но дали знаевте, почитувани, дека Битола е всушност една од општините која што е најтранспарентна кога станува збор за трошењето на општинските средства. На оваа тема, но не само за Битола, туку и воопшто за сите општини во Македонија ќе зборуваме во следните минути, бидејќи Сдруженијето за истражување и анализи ЗМАј веќе трета година ја мери транспарентноста, отчетноста и правичноста на општинските буџети преку индексот за отворени општини. Со нас овде денес во студиото е Јована Аврамовска-Николовска, експерт за финансиска транспарентност од Сдруженијето за истражување и анализи ЗМАј. Добар ден и добре дојдовте. Добар ден и добро ве најдов. Благодарам на поканата да зборуваме за оваа тема, која што за нас како организација е исклучително важна. ЗМАј работи во областа на финансиската транспарентност, а дели од нас работеле и од страната на институциите во делот на финансиска транспарентност, така што знаеме дека е возможно да бидеме, односно финансиска отвореност, поотворени во трошењата на парите кои што практично се на граѓаните, и целта е на некој начин таму да ја вратиме палката со мерењето на овој индекс. Она што го направи... Тоа што сакав да ве прашам, всушност, за да им појасниме на гледачите, што представува индексот и која е неговата цел? Индексот за отвореност на општините ги мери конкретно буџетските процеси, меѓутоа во целост. Мериме три главни категории. Првата е транспарентноста, колку се отворени во делот на буџетирањето и објавување на сите оние законски документи кои што мораат да ги објавуваат општините, дали се објавени на нивните веб страници, како комуницираат и како ги комуницираат истите со граѓаните, и дали прават документи кои што се разбирливи за граѓаните да можат да ги прочитаат. Вториот дел е вклученоста и правичноста, односно колку општините ги вклучуваат граѓаните во креирањето на буџетите и во трошењата. Ова е исклучително важно еве за вакви ситуации како што е случајот со уличните куќиња, па и ред други проблеми со кои што се соочуваат граѓаните во општините. Најидеално би било да ги прашаат општините директно нив и потоа тоа да се отслика во буџетите и во буџетските процеси, и на крај отчетноста, односно она каде што општините докажуваат каде ги потрошиле парите. Тука влегуваат и оние законски одредени завршни сметки и слично, меѓутоа и оној сегмент кој што вели ве слушнавме, ги направивме проектите кои што ги барате. Затоа мислиме дека е исклучително важен индексот, а го правиме секоја година. Последниве две со сопствени средства на ЗМАј го изработуваме индексот, затоа што гледаме дека кај општините веќе има напредок, го слушаат гласот, почнува оној надпревар помеѓу општините која ќе излезе прва на овој индекс и на сличните мерења на отвореност на општините, така што ќе продолжиме да го работиме тоа, зашто гледаме дека не слушаат. Тоа е многу важно. На што е ставен акцентот на процесите на локалниот буџет? Ние ги гледаме од гледна точка на она што прво што е законска обврска. Значи, буџетите во државата, според законот за буџети и според сите други закони, се транспарентни. Зошто се транспарентни? Затоа што мора да ни кажете како ги трошите нашите пари. И така треба и да останат, и тоа е во основата како ние ги поставуваме прашањата. Гледаме дали општините го објавуваат и го изработуваат сето тоа што законски се обврзани. Не го изработуваат во голем дел, иако дел од општините се подобри од други, мора да кажеме значително подобри. Оваа година имаме мало подобрување на индексот и тој изнесува 35,2 поени. Овие поени ги добиваат општините зависно од тоа каде се поставени, а чисто за илустрација, за да имаме целосно транспарентни и отворени општини, треба да достигнат 80 поени, барем 80 поени. Дали некој има достигнато 80 поени? Не, нема. Но има близко. Има до близко, 80. Да. Битола има 77,8. Првите оние кои што ги издвоивме, кои што се со задоволително ниво, не влегуваат во на највисоко ниво на отвореност, меѓутоа се со задоволителна отвореност, и тоа се повеќе од минатата година, што ни покажува дека сепак го следат овој процес. Битола има 77,8, Валандово 75,1, Крива Паланка 75, Делчево 70, Центар 66, Струмица 65, Богданци 65, 6 и Берова 61. Тоа се 8 општини практично. Да.
кои што имаат задоволително ниво на отвореност на буџетот. Така е. Каква е соработката со останатите кои што не се стасани до тоа ниво да биде задоволително? Соработката со општините нам не ни е лоша. Како оди процесот, независни истражувачи ги гледаат веб страниците на општините, ги гледаат сите оние документи кои што општината ги издава и слично, значи работат одреден период да ги изнајдат сите овие документи кои што ние ги бараме, а тоа се доста. Потоа нели се гледаат нивните социјални медиуми да видиме како комуницираат со граѓаните, колку често ги слушаат граѓаните и потоа ги ставаме во еден софтвер каде што им бараме на општините да пополнуваат, односно да го потврдат или да го негираат тоа што ние сме го увиделе. Доколку сметаат дека е точно, го потврдуваат, доколку сметаат дека сепак некаде го имаат тој документ, имаат простор да се подобрат на индексот, односно да не поправат нас. И на крај им го праќаме индексот и им велиме ова ви е чек листа следната година колку повеќе ќе подобрите, толку повисоко ќе дојдете и колегите велат дека очекуваме за оваа година и подобри бројки затоа што веќе почнало да се гледа тој напредок, меѓутоа ќе видиме за 2023 се надеваме на позначително подобрување. Не е лоша соработката, нормално секоја општина има различни капацитети и тие треба да се подобруваат. На крајот на краиштата многу е важно и јавно кога се зборува за ваквите истражувања, така ќе го побудиме интересот и на граѓаните да се заинтересираат малку колку е нивната општина транспарентна. И да и придат на општината многу е важно затоа што сите општини имаат доста ниски поени кај вклученост на граѓаните и кај праведност. Тоа е малку за мене чудно затоа што тоа е можноста општините директно да допрат до граѓаните, да им кажат дека ги слушаат и граѓаните нели да тргнат да си бараат одредени проекти кои што им се навистина важни. И чудно ми е затоа што тука ви е можноста и тука е можноста за администрациите да покажат колку ги слушаат граѓаните. Дури никогаш одговорот да извинете во овој буџет не може да влезе вашиот проект, ама ве слушнавме. И тоа е некој напредок во оваа. И тоа е тоа е подобро отколку никаков одговор. Абсолютно. Или никаква реакција. На крајот на криштата тие што работат во општините, значи дел од нив се избрани од тие граѓани кои што имаат проблеми, чии што проблеми треба да се решат. И целат да бидат повторно избрани, така што токму очекувам и се надевам на подобрување во делот на комуникацијата со граѓаните, на директна, каде што ќе ги слушаат предлозите директно кои што доаѓаат од граѓаните и тие ќе ги прикажат во буџетите. Дали нетранспарентните буџетски процеси значат неефикасна локална самоуправа? Па често значат затоа што ако вие се затворите само во вашите, да речеме, 4 зида со најблиските соработници и размислувате кои проекти најверојатно им се потребни на граѓаните, може би ќе бидете брзи и ефикасни и ќе дадете некаков проект, ама може би тој проект не е баш оној кој што е најпотребен. Од друга страна, ако се отворите, ги отворите процесите, граѓаните и повеќе ќе ви веруваат, затоа што ќе видат дека нели или немате што да криете, или доколку увидат дека нешто не е баш како што треба, имаат можност да прашаат и постои таа двонасочна комуникација. Тоа е она што ги прави оние напредни демократии кон кои што ние сакаме да одиме. Ако сакаме да кажеме дека ќе имаме европски градови, ќе изгледаат така како што изгледаат оние градови на кои што им се воодушевуваме, тогаш мораме да почнеме повеќе да комуницираме и да не се носат така затворени одлуки. На крајот од денот сите ќе имаат, ние веруваме навистина дека сите ќе имаат придобивка. Во секој случај никој наеднаш не станал комплетно транспарентен или пак граѓаните имаат безпрекорна соработка, но добро е кога се прави чекор по чекор движење во насока да има комуникација меѓу граѓаните и локалната самоуправа. Оно што мене ми стане интересно и ќе го еве како за крај, вие ги спомнавте големите европски градови, меѓутоа сме веројатно многу далеко од нив, можеби и од некои градови на Балканот. Да се надеваме дека ќе биде така. Оно што мене ми предизвика внимание тоа дека Сдруженијето Змај од годинава заедно со Меѓународниот центар за локална демократија од Шведска ќе изготвувате индекс на отвореност на општините во африкански општини во Кенија, Зимбабве и Уганда. Да.
Каков предизвик е ова за вас? Како змај? Веќе пробуваме да, нели, веќе чувствуваме каков предизвик е, сериозен предизвик е, меѓутоа ние уште на почетокот кога заедно со истиот шведски институт ги подготвувавме методологијата за спроведување на индексот, имавме цел ова да не биде нешто кое што ќе функционира само кај нас, туку да може на некој начин да се извезе индексот и надвор и да продолжиме со овие процеси да се случуваат и во други држави. И ете, тоа најпрво ќе го правиме за африкански општини. Интересно е затоа што таму се комплетно различно поставени општините. Некаде имате класична општина како кај нас, некаде имате општина која што е водена не баш од градоначалник, повеќе може да се каже од поглавар, па потоа има помали, нели, структури на владење на некој начин, се работи за многу поголем пазар отколку македонскиот. Меѓутоа, она што нас ни дава некој импулс и плюс е дека ние веќе бевме во комуникација со дел од луѓето во овие општини, онлайн комуникација, и тие веќе сакаа да разберат како ние сме го направиле и сме го промовирале граѓанскиот буџет на државата, на Министерството за финансии. И тука дискутиравме во таа насока, па потоа какви ни се препораките за општините преку индексот, така што веќе гледаме дека сакаат да направат промена, тоа е првиот чекор, па понатака ќе работиме заедно. Тоа е голем предизвик, се разбира. Голем предизвик и дефинитивно некој од тимот ќе мора да отиде во Африка, па потоа кога ќе се врати, може да ги прашате дали ќе бидам јас, ќе видиме, ама може оној кој што бил баш да направи некоја споредба. Вас сигурно ќе ве прашаме за отвореноста и транспарентноста на општините за 2023, бидејќи извештајот со кој што сега излеговте беше за минатата година. Така. И искрено се надевам дека резултатите кои што ќе ги имате за 23 ќе бидат многу подобри од оние за 22, оти ако не е така, ништо не сме направиле, ниту ние, ниту локалната власт. Така е. Причината зашто сега ги вадиме за претходната година е затоа што таков е буџетскиот процес и некаде во јуни имаат обврска да се дадат оние завршни сметки. Сакаме да бидеме сигурни дека сме им дале време на општините да си го завршат своето и јас се надевам дека 2023 ќе биде уште подобра. И секоја следно. Јас ви благодарам многу за гостувањето во емисијата. Ви посакувам успешна работа пред се кај нас. Ви посакувам да имате што повеќе транспарентни општини, голем дел од нив да бидат на она задоволително ниво, дури некој да ја премини границата од 80 поени, па да биде пример за останатите. Ви благодарам многу.